Еве отвараме дискусијата на темата која што ја најавивме. Законот за амнестија е доставен до Собранието и тоа по скратена постапка. Веќе во нашето студио пристигна гостинот Павле Трајанов, лидер на Демократскиот сојуз. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. И тоа како? Прашање имаме полн инбокс, но не сум сигурна, Бојана, дали ќе имаме време до крајот на гостувањето на господинот Павле да му ги поставам сите прашања од гледачи, но во интерес на времето ви давам предност вам, а потоа ќе видиме како ќе бидеме со време. Апсолутно, секогаш оставаме простор за гледачите, барем она што најмногу ги интересира, да го поставиме, да го прашаме нашиот гостин. Така е, повели. На почеток, господине Трајанов, законот за амнестија вчера беше доставен до Собранието, го добивте и вие пратениците. Дали го погледнавте и која е вашата оценка за предлог законот? Опозицијата најави амандмани и самото владеачко мнозинство најави преку пред премиерот Ковачевски дека ќе интервенира амандмански. Дали Демократскиот сојуз и вие како независен пратеник ќе поднесете амандмани, но пред се која е вашата оценка за ова законско решение? Па мислам дека овој закон за амнестија е дел од политичкиот договор помеѓу трите партии СДСМ, ДУИ и Алијансата. Веќе еден од законите за кои што се противеше министрот за правда, или не се служуваше, тоа е измените на кривичниот законник. Тие помина, ги донесоа во скратена постапка со европско знаме, без можност да биде блокиран тој закон, а имаше таква најава од повеќе партии. Јас како пратеник во парламентот мислам дека најдобро да се бойкотира целокупниот процес, бидејќи за неполни 24 часа да се усвои дневниот ред, да помине низ комисиска расправа и на крај да се донесе. Тоа беше класичен упад во правниот систем. Апсолутно нема да биде целта постигната, целта која што ја промовираше власта, дека на тој начин ќе делува на смалување на криминалот. Апсолутно. Ако вие ги намалувате казните или ако декриминализирате одредба, тоа е за кривична одговорност, да нема кривична одговорност за јавните набавки кога е оштетена државата, буџетот или граѓаните кои што го полнат буџетот. Мислам дека тоа во суштина ги охрабрува носителите јавни функции натаму да вршат кривични дела без да имат одговорност. Сега слушаме дека господин Камовски дека најаво дека ќе има ново кривично дело, но сите досега со измените во кривичниот законник, сите што на еден или друг начин биле вклучени во криминал, за оние што се води постапката или што треба во иднина да се води постапка, тие во суштина ќе бидат ослободени, да ги намалете роковите за стараност. И ако компарирате кај нас, да речеме, до 3 години, 5 години и така натаму, во кривичниот законник на Хрватска е 10 пати подолг рокот на застараност. Тоа значи амнестија на носителите на јавни функции. Проблематичен е оној член 353 со кој се брише злоупотребата на службената положба. Тие се два члена, злоупотреба на службена положба и злоусторничко здружение со намалување на казните за стараноста, но клучно е што се амнестират сите оние кои што преку јавните набавки и го штетеле буџетот на Република Македонија. Така да тој процес го завршија. Јас како председател на Демократскиот сојуз, партијата подготвивме иницијатива од Уставниот суд, бараме поништување на измените на кривичниот законник. Да видиме дали ќе покаже храброст Уставниот суд, бидејќи тој е компониран врз основа на предлозите на СДСМ и ДУИ, да видиме дали натаму тие ќе бидат сервис на партиите или пак ќе го штитат уставот, правото владење на правото, законите да важат подеднакво за сите, или едноставно ќе коментираат дека не се служуваат, коментираат во јавноста, во суштина нема ништо да направат. Веќе ја доставивте иницијативата? Да, ако Уставниот суд донесе одлука за поништување на измените, тогаш се враќа се у правобитна состојба како да не биле донесени тие законски измени на кривичниот законник. Но ќе видиме. До сега нема некакви сигнали од Уставниот суд дека ќе разгледат таа иницијатива или пак ќе донесат времена мерка да не се применуваат измените на кривичниот законник, но ќе почекаме. Што се однесува до овој закон сега што е
вчера попладне го доставија до пратениците. Значи треба детално да се изанализира. Имаме во рамките на Градскиот совет правен тим, професори кои што по право кои што исто така добро ќе го проучат и ќе бидеме подготвени да доставиме амандмани. Значи нас став е дека не треба да се носи овој закон не во скратена постапка, за да имат пратениците добро да го изанализират, да видат што треба да се прифати, што не, доколку сакат да помине. Но генерално мислам дека треба да се спречи, поготово што веќе има информации кои што беа пласирани во јавноста, дека со овој закон за амнестија во суштина ќе се ослободат дел од криминалните структури кои апсолутно не треба да бидат на слобода, треба да се заслужената каза да се издржат, поготово помагачите на петкратното убиство кај злосторството што беше направено на Смилковско езеро, помагачи. Сам дека ако тие ги ослободат, тие имат уште малку веројатно за издржување на казната. Ако двајца се во Косово, Косово не сека да ги спорачат директните учесници во ликвидацијата на четворицата младенци и еден повозрасен човек, тогаш во суштина имаме ние, значи, амнестија на едно злосторство тешко, кое што навистина предизвика тешки последици за овие деца, целина во државата. Тогаш имаше многу реакции, многу коментари и навистина сега министрот за правда да се дрзне да ги амнестира овие сторители на такво тешко кривично дело, мислам дека тоа нема да помине, но има информации, ќе ги проучиме, бидејќи намерите се преку скриена форма да се амнестират одредени целни групи или поединци што се клучни, битни за и политичка манипулација или ангажирање после тој вид на криминалци, тој тип на криминалци во изборните активности. Се на се мислам дека овој закон треба да биде блокиран и колку што се најавите и од власт и опозицијата, од некои од претениците дека тој ќе биде блокиран со голем број на амандмани. Ова ќе значи дека доколку има илјадници амандмани, да кажеме, најавува ВМРО, ДПМН, најавува власта, вие најавувате, предпоставувам и другите умали партии во собранието ќе достават своји амандмани, дали ова значи дека законот за амнестија ќе остане блокиран во комисиите? Да. Мислам дека тешко дека ќе помине овој закон. Многу тешко, бидејќи тоа е резултат на политички договор. Тоа е во суштина втората фаза од амнестијата. Првата беше преку измените на кривичниот закон, сега со овој закон за амнестија. И имат уште еден закон подготвен за амнестија поширок. Гледам дека дел од тие решенија во новиот закон за амнестија, кој што се уште не го обелодени, меѓутоа имаме ние можност да видиме дел од тие решенија. Сега дел од тие решенија затоа го влечеше министерот за правда овој закон, се обидува, бидејќи има силна реакција, да ги вградат во овој закон што вчера ние го добивме во парламентот. Ќе го прочитаме детално, ќе го изанализираме и... Јас веќе го погледнав со оглед на тоа што ние медиумите го добивме од собраниските служби, да посочам дека во самиот закон не е опфатена, иако во јавноста се шпекулираше дека можеби со овој закон ќе бидат амнестирани учесниците од собраниските настани од 27 април, да напоменам дека тие не се опфатени со овој закон за амнестија. Има сега стратегија да преку овие амнестии, условно кажано, да се влие да се обезбеди парламентарно мнозинство од 80 пратеника за уставните промени. Мислам дека тоа е невозможна мисија, не може тоа да се успее. Натаму има интенција преку ова да се разбие евентуално единството на ВМРО, ДПМН и мислам дека и тоа нема да биде успешна како стратегија. Што се однесува до, прво сакав да коментирам несогласувањето на поделни министри во владата околу измените на кривичниот закон и сега активниот закон за амнестија. Тоа е во функција, посебно господин Оливер Спасовски, функција на промоција можен кандидат за председател на државата, да како став е легитимен, не е спорно, меѓутоа спорно е што ако не се служувате со едни вакви крупни прашни стратешки, треба да се повлечете, па после делувате како активист, партиски, експерт, не знам, критичар.
Да, свој став може ли да го каже на седница на влада? И истата работа не се случува со измените. И премиерот. Еве, со измените на Кривичниот законник не се служуваше министр за правда, а тој уште е министер. Тогаш имаше 23 министри и Грковска не се служува со измените, останаа министри. Спасовски исто. Значи, неговата политичката агенда е тој да биде можен кандидат и затоа действува целокупната негова активност да се насочена тоа да собере одредени политички поеми, што е легитимно, но апсолутно не е прифатливо да бидете дел од владата, а да не се служувате со некои проекти и закони кои што са клучни, битни, за кои што има огромна реакција незадоволство. Сакам само за амнестијата. Значи, јас сум предлагач на 2016 година Законот за амнестија, кој што тогаш не помина, 2018 го донесоа. Што е амнестијата? Амнестијата е чин на милост на државата или корекција на неправдата. Но кога се случува? Тогаш кога имаме промена на системот, на режимот или пак промена на власта. Сега актуелната власт, бидејќи 2018 година, тој закон што јас го подготвив, го донесоа и сега немаме и ние промена на власта. Па да речеме, тоа ќе би имаше логика после промената на власт, ако дојдат други партии опозицијата да бара амнестија, бидејќи проценка е секогаш дека има селективна правда. И дека има политички затвореници. Да, еве, за 27 сакам тоа, пошто го поставите прашање. Имаше закон за амнестија, кој што беше селективен и наменски, во функција на промената на уставот, односно промена на името на државата. Тогаш дел од учесниците во тие настани беа амнестирани, бидејќи тие гласаа за промените. Не може да биде амнестиран Крсто Муковски, кој што ја отвори вратите, условно кажано, за влез во Европската унија, во суштина да влезат граѓаните во парламентот, да биде слободен, а некои други да бидат во затвор. Тој закон треба да се види и амнестијата треба да биде подеднаква за сите, а не дел да ги амнестирате тие што ви требат, да го променат името на државата, а другите инатомо да останат во затвор. Треба да се направи, да се повторат сите тие предмети и таму каде што има елементи на насилство, тие треба да понесат одговорност, но таму каде што има политичка димензија, монтирани судски процеси, тие треба да бидат ослободени. Значи, за тие треба да се најде решение. Кога имаше иницијатива да одредени адвокати во парламентот оваа година, да се донесе таков закон, јас го поддржав, гласов за, но парламентарното мнозинство тогаш го блокира носењето на таков закон. Сега сакат преку разговори, договори, не знам, формални и неформални средби, сакат сосема друга цел да постигнат. Истата цел, преку амнестијата, да обезбедат мнозинство од 80 претеници за промена уставот, со кој што треба се бидат вградени бугарите во уставот. Сега кога сме кај уставните измени и вградувањето на бугарите во уставот, премиерот Димитар Ковачевски вчера вечер во едно интервју повторно кажа дека за прв пат земјата се соочува дека прв пат доаѓа блокадата од внатре. Блокадата за Европската унија доаѓа однатре, дека треба да се донесат уставните измени. Дали до крајот на овој мандат владата на Ковачевски ќе успее да ги вметне бугарите во уставот, со оглед на тоа што се ситни се чини поддршката за уставни измени, албанските опозицијски партии ја условија гласањето од гласот за со бришање на формулацијата 20%. Ќе успее ли Ковачевски да обезбеди 80 пратеници до крајот на мандатот? Ковачевски нити има, нити ќе има мнозинство за промена на уставот. Значи, повеќе од година дена манипулираат со јавноста, тоа е топ тема, уставните промени, а во меѓувреме апсолутно нема ниту една друга реформа. Нема борба против корупцијата, криминалот, нема владење на правото, нема реформи во образованието, во здравствениот систем. Државата е во своевиден колапс, не функционираат институциите и он сега бега од реалните проблеми кои што треба да значат подобрување на животот, стабилноста на државата, животот на граѓаните, така. Значи тој бега од тие реформи, бидејќи ниту една реформа нити е инициирана, нити е спроведена во овој долгогодишен, близу 7 години период. Цело време ние разговараме за уставните промени, да има мнозинство и така натаму. Цело време се заканува дека
дека ќе биде тоа на дневен ред и дека ќе се изгласат уставни промени, во суштина нема. Тоа е само за манипулација и да се сврти вниманието од актуелните прашања кон ова прашање. Го покрива целиот процес, он го покрива со некакви уставни промени. Тие промени не може да се слушат. Еве што господин Ковачевски во разговорите во САД и тука со представници на Европска унија зборува дека тој некаде до 18 октомври, така најавува, кога треба да дојде и председателката на Европската комисија, Урсула, дека треба да се случи гласањето. И што е сега? На него му е дадена сугестија или препорака, или тоа што го ветува дека има доволен број на пратеници да поминат уставните промени, или да организира брзо избори, за после тоа сите политички партии да се договорат, да редефинират стратегијата за влез во Европска унија и да изградат единство сите партии. Некако досега ја сака да имат монопол на процесот Европска унија, да соберат политички поени, но заглавија бидејќи апсолутно тоа што го правеа досега не е во функција на прифаќање на имплементацијата на стандардите на Европската унија. Така да, ако бараме одговорност за застој на процесот, тоа треба да биде СДСМ и ДУИ, бидејќи тие ги блокираа сите реформски процеси во државата. Инаку, според информациите ние што ги добиваме од представници на Европска унија, тие тамо што директно ги водат овие процеси, дека не се подготвени во Европската унија да дадат виза дека скрининг процесот е успешно завршен, дека Македонија е подготвена да ги започне отварање на кластерите, односно формално да почнат преговорите, уште помалку Албанија. И што ќе се случи? 2024 година ќе биде година на избори во рамките на Европска унија, на можни реформи на Европската унија и според најреалните проценки ние можеме да ги отвараме, да почнеме со отварање кластерите почетокот на 2025 година. Така да оваа година ќе биде година во празен од нема. 2024 година има избори во Македонија. Сузе, така, да, од гледачите верувам дека има прашање, да слушнеме. Така, секое второ прашање се однесува на истата содржина, ќе ви го поставам, но пред се сакам јас да ви поставам едно прашање како еден од политичарите кои што сте многу долго присутен на политичката сцена, искусен политичар, докажан политичар. Доскоро бевте во владеачката, не доскоро, во владеачката коалиција која ја напуштивте и сега сте од позиција на независен пратеник. Дали ви се чини првото прашање од мене, дали оваа влада се однесува како да има амнезија? Заборава што изјавиле пред година, пред 2, пред 3, едноставно се порекнува себе си и кажува нешто сосема поинаку, а прашањето од гледачи најчесто поставуваното е дали на следниве избори ќе ве видиме повторно како независен пратеник или ќе ве видиме како дел од коалицијата на ВМРО ДПМН? Околу јавните настапи, тие дневно ги менуваат своите ставови, позиции. Демократскиот сојуз, кога процениме дека ниту еден од нашите проекти не сака да ги имплементират, кога компонира влада која не беше резултат на соодветни правична застапеност на етнички заедници, кога видиме дека нема никаква борба против корупцијата, криминалот, кога нема владење на правото, за сите тие стратешки, да речеме, теми, имаме законски проекти. Начелно се договоривме кога одеме на избори дека тие ќе бидат реализирани. Ништо тоа не ги интересира, така да толку држат до зборот. Ние процениме дека државата се движи во погрешен правец, или СДСМ како партија која што покажа подчинетост под ДУИ, сериозност кон ДУИ, кон Али Ахмеди, видовме дека ние навистина ќе се разградеме како држава доколку и натаму поддржуваме таква една политика и напуштиме. Затоа јас сугерирам тие министри сега што не се служуваат со политиката, генералната политика на владата, треба се повлечат како тоа ние како партија го направивме и нека действуваат после надвор од власта. Има простор да се действува политички и да не мора да бидете дел од власта. Тоа е околу изборите. Имаме баш добра тема, сега отворивте вие Демократскиот сојуз со други политички партии, ние сме носители на тој проект.
измена на изборниот законник, Македонија да биде една изборна единица. Силно спротестување има од ДУИ, од СДСМ, но во текот на јуни месец, при крајот на јуни, се случи пресврат. Јас знам од кои се мотивите, сите пратеници гласаа за по првата фаза. Законот помина. Требаше да се одржи јавна расправа. Имаше во медиумите објавено дека секој што сака да даде забелешки да даде, за жал никој не дал забелешки и сега треба втората фаза. Значи, доколку имали искрен пристап сите партии, без било каква дискусија, расправа, гласа за по првата фаза закона за изборен закон Македонија да биде една изборна единица, очекувам сега брзо и тоа ќе го покренеме и во јавност и во парламентот да биде на седница на второто читање и да видиме партиите какви амандмани. Новата беше околу прагот на дали ќе има изборен праг од 1%, 2 или 3. Ние сметаме дека во првата фаза, сега вака, треба прагот да се формира природен праг. Пример, ако условно кажам, ако излезат 1.200.000 гласачи, се дели на 120 места со 10.000, партијата што ќе освои 10.000 гласачи да има застапен во парламентот. Но за тоа ќе разговараме, подготвени сме да разговараме околу изборниот праг. Тука сме сосема на крај и само уште конкретно, прецизно и накусо, доколку не се усвојат измените на изборниот законник, дали ќе настапите самостојно како Демократски сојуз или одите во некоја коалиција? Ние сме по партија, освен ВМРО, ДПМН и СДСМ, сме партија која што постојано присутно имаме за секој прашање свој став, јавно го презентираме, присутни сме во сите дебати, значи се подготвуваме за самостоен настап на престојните избори. Има интерес од голем број на помали политички партии, но генерално сето тоа зависи дали сепак ќе поминат измените на изборниот законник. Ако биде Македонија една изборна единица, тогаш се отварат можности за самостоен настап. Тоа е добро за сите, бидејќи на тој начин парламентот ќе биде реален одраз на определбата на граѓаните и ќе се даде можност за круцијалните прашања да имат поголемо влијание и помалите политички партии, преку тоа пошироко граѓаните. Значи, измените на кривичниот закон значи демократизација на изборниот законник, сакате и на да Македонија во кажете. целина. Да, измене кривичниот законник. Тука мора да така. Ви благодарам за гостувањето во утринската емисија на телевизија Алфа и тука за крај Се заблагодарувам, да.